Граѓаните да заборават на правната држава, а Уставниот суд да стави клуч на врат, ако одлуките треба да се носат со Бадентерово мнозинство. Вака председателот на Уставен Дарко Костадиновски го искоментира еден од условите кои ги постави лидерот на ДУИ Али Ахмети за интегративците да влезат во било која идна македонска влада. Според Костадиновски, овој механизам е корисен само за политички органи како што е Собранието. Ако тоа се случи, во истиот момент граѓаните можат да заборават на правната држава. Во истиот момент можат слободно да стават клjuč и да затворат оваа институција, нема потреба од незиното постоење. Бадентерот е многу корисен механизам за општество какво што е нашето. Многу корисен. Но каде? Во политичките органи. Да се сведе во ситуација не правни и уставни аргументи, туку етнички да бидат пресудни, нема потреба од постоење тогаш на ваква институција. Костадиновски денеска одржа годишна пресконференција на која се осврна за сработеното на судот годинава. Покако што рече чудниот сплет на околности кога беше на два пати одложена подготвителната седница за законот за употреба на јазиците. Најави дека најверојатно ќе се одржи во јануари. Судијата известител побарал уште еден месец продолжување на рокот за подготовка на рефератот, пошто ќе го стави на седница. Моето очекување е дека во текот на јануари јас ќе го добијам како председател. Штом го добијам на работен состанок, ќе го поставам прашањето. Дали ќе продолжиме со подготвителна? Ја лично ќе се залагам за подготвителна. Но дека тој предмет ќе биде решен следната година, ќе биде решен. И повторно, никој да не гледа на никаква опасност. Нити даваме, нити земаме нешто. Правиме усогласување на одредби од законот со уставот. На крајот, резултатот од тоа ќе биде многу подобар закон за употреба на јазиците од тој што го имаме во овој момент. Во услови на притисоци и влијанија, Уставен суд остана на висина на задачата, професионално, независно и непристрасно, рече Костадиновски. Годинава судот оформил 306 предмети, од кои 271 се иницијативи и барања поднесени од граѓани, 7 од политички партии, 8 од државни институции и 3 од општини, а 2 предмета се по сопствена иницијатива. Уставен суд веќе се соочува со проблеми при одлучувањето и затоа Костадиновски упати пораки до судскиот совет и Собранието во најбрзо време да изберат уставни судии за двете испразнети места годинава.